Еден народ сме. На липници со ваков тексти споени македонско и бугарско знаме, осамнаа во главниот град. Преку герила акција низ скопските улици отворено се промовира бугарската теза според која македонците и бугарите биле еден народ во две држави. На социјалните мрежи се споделуваат и видеа на кои граѓаните од гневни ги отстрануваат од јавните површини каде што се залепени. И додека низ Скопје се шири новата провокација со налепниците, се уште е актуелна информацијата дека Комитетот за политики за бугарите во странство годинава одвоил 400.000 евра за поддршка на организациите на бугарските заедници во Албанија, Србија, Косово, Молдавија и граѓаните на Македонија со бугарски идентитет. Ако во 2020 година биле одвоени дури 250.000 евра, за 2021 година биле поддржани 40 проекти, а сумата е зголемена на 300.000 евра. А случајно или не, ваквата провокација се случува токму денеска, кога во Скопје требаше да допатува и бугарската министерка за надворешни работи Теодора Генчовска во уште една рунда на преговори, чие доаѓање беше одложено со образложение дека заедно со министрот Бојар Османи следбите ги одржуваат во Брисел. Од тука се наметнува и прашањето дали далеко од очите на јавноста, без присуство на медиумите, македонската влада и бугарските власти во Брисел кројат решение за билатералниот спор кои ќе значат и нови отстапки за Македонија. Иако високиот европски претседник Жозе Борел од Скопје испрати јасната порака дека Брисел нема никакви ветувања за почнување на преговорите, туку само волја за решение, македонската влада оптимистички најавува придвижување на преговорите со Бугарија. А поранишниот амбасадор во Бугарија Маријан Ѓорчев за Алфа вели дека нашиот пристап е погрешен во преговорите, се додека власта транспарентно не каже за што се преговара со Бугарија. Пратениците во Република Македонија од 18 година до денеска не знаат што се случува во преговорачкиот процес. Ценам дека нашиот пристап е погрешен, тој пристап не може да биде адекватен на тежината на проблемот како држава која што има своја позиција, затоа што ние до сега во сите овие преговори игравме во една дефанзивна утакмица, она што се вели популарно во италијанскиот фудбал катеначо, ние се затворивме нашата половина и чекаме бугарите да ни дофрлат топка и од тука после ние да решаваме што понатаму ние ќе одговориме на тие прашања, што е сосема погрешен пристап во преговорите. Но не е само Османи, оној кој далеко од македонската територија се одлучува да преговара со бугарската страна. Пред само 2 недели и поранишниот премиер Зоран Заев во Анталија се сретна со бугарскиот премиер Кирил Петков за да разменуваат мислења за односите меѓу двете земји. Иако не е јасно во кое својство Заев сега преговара со Петков, бугарскиот премиер пак не верува на македонските власти, па експлицитно бара гаранција дека бугарите ќе станат дел од македонскиот устав.